нашиот град, Скопје. Град на многу настани. Град што само 5 дена го делат од четвртиот конгрес на Сојузот на комунистите на Македонија. Зад превезот на овој свечен чин, на овој свечен собир пулсираат налетите на еден незадржлив творечки устрем, што не овозможи да издржиме на ветрометите што со себе ги донесуваше нашиот многогодишен развиток, да ги прескокнуваме и надвладуваме бездните што понекогаш ни се чинеа непремостливи, за да чекориме безкомпромисно и сигурно кон денот што дојде, кон денот што доаѓа. Присутни се овде сите наши радости и сите наши надевања. Соочени со зрелоста наша, со достоинството и сигурноста наша, не можеме да не се припомниме и за развиореноста на нашето младење, за оние први чекори, за првите пробиви што го овозможија нашиот денешен развиток, што пат кон светлините ни отворија. Слободата, тој копнеж и неспокој, шеташе низ планините низ дим и оружје, низ крв и оган. За да не подклекнеме и да не се изгубиме во бездните на робството, стоевме на пуси и со надежта што веќе беше на прагот. И дојдовме ние што бевме дел балкански, заборавен и зафрлен. Се отвореше ново поглавје и во животот наш се остваруваа многувековните национални стремежи како сатисфакција за неброените црнила и жртви. Дим и пепел останаа за тој ден, урнатини и пустош останаа за тој ден, но беше тоа и отчукување на ритамот на цел еден народ. Беше тоа тупаница цврста и нескршлива. Беше дланка подадена за да бидат поцврсти рацете што од пепел и урнатини го изградуваа својот дом, што ја прекопуваа утробата на родната грудка за да ја населат и разнесат смеата. Во таква временска обусловеност се одржа првиот конгрес на Комунистичката партија на Македонија. Беше тоа конгрес одржан непосредно по револуцијата и во една специфична положба во која се наоѓаше нашата земја изложена на силен надворешен притисок. На првиот собир на македонските комунисти беа истакнати внатрешните економски и материјални услови што обезбедуваа самостоен пат во изградбата. Тука дојде до полн израз единството исковано низ многуте тешки борби и се разгрнаа сите творечки сили кон се понови и понови победи.
Старото и сето она што беше заостанато го отстапуваа местото на новото. Растевме заедно со денот што доаѓаше. Со зборови, одвај може да се изрази сета широчина и историска смисленост на нашето големо творештво, на непрекинливото вриење и незадржливиот наш устрем кон се понови социјалистички односи. Вториот конгрес на Сојузот на комунистите на Македонија отвори цело поглавје во областа на самоуправувањето на работните луѓе. Градевме и одевме по патот на работничките совети, по патот на општественото управување, по патот на социјалистичката демократија. Непосредните производители станаа вистински господари и управувачи на средствата за производство и на производите од својот труд. Тоа овозможи на тамошно развивање на творечките иницијативи на работните луѓе. Третиот конгрес укажа на натамошните напори во развивањето на општествените и социјалистичките односи. Свртени кон човекот, производител и управувач, кон силите што со своите плеки се понови и понови хоризонти отвора, Македонија од аграрно заостаната земја се вброи со своите капацитети меѓу развиените. Конгресот даде уште едно сведоштво за творечките настојувања, полно единство на погледите и решителноста за акцијата со кој комунистите на Македонија се свртени кон доследно остварување на одговорната општествена улога на Сојузот на комунистите во насочувањето на развојните процеси на нашето општество, кои на нашите народи, на сите работни луѓе им обезбедуваа се поголема благосостојба, слободен и творечки живот, сигурна и мирна иднина. И сега тука, низ растежот на нашата зрелост, нека ги повториме зборовите на Тито, изречени непоследно по третиот конгрес. Нас не изненади огромниот напредок што го оствари Македонија во последните години. Ние знаеме дека и порано македонскиот народ прави огромни напори за да се извлече од онаа тешка заостанатост на минатото, од заостанатоста во која се наоѓаше против својата воља. Она што го забележавме кај македонскиот народ, кај работниците и селаните, е длабоката решеност што побргу да изградат Македонија и да направат од неа расцветено катче, да создадат од неа една од најнапредните наши републики, еден од најнапредните наши краишта. Врз основа на она што сте го постигнали и оствариле досега, вие имате полно право да гледате со најголема радост и верба во својата голема и светла перспектива, во својата голема и среќна иднина.
По 5 дена ќе се одржи 4-тиот конгрес на Сојузот на комунистите на Македонија. И знаеме дека уште многу напори и уште многу подвизи стојат на патот наш, зашто ние чекориме напред. Во создавањето, луѓето се наоѓаат самите себе, ја запознаваат својата вредност, ја запознаваат својата творечка сила. Во создавањето, луѓето се подмладуваат и развиваат таква творечка енергија која создава дела достојни за почит. И токму така, под товарот на задолженијата и стремежот, ги местиме патоказите, го мериме и го изодуваме патот кон нашата зрелост. Ќе ги држиме прозорците отворени за свежите навеви на далечините. Ќе го чуваме секое наше